Спортска анализа на спортска мрежа во која што ќе анализираме што практично одигра второлигаште во изминатите 22 кола, бидејќи до крајот на основното уште 8 кола или 24 бодови во игра, каква ќе биде борбата за влез во првата македонска фудбалска лига, каква ќе биде борбата за опстанок во втората македонска фудбалска лига. Анализираме заедно со фудбалскиот тренер Александар Максимов, кој што во моментот има свој тренерски ангажман во Грција, меѓутоа ете нашата соработка продолжува и понатаму. Меѓутоа со Максимов ќе направиме една анализа општо на она што практично се одигра досега во втората лига во она изминато 22 коло, а тој ќе направи една анализа на трите погодици кои што беа постигнати во македонска каменица, каде што екипата на Беласица со 1-2 триумфираше над Саса преку пресврата. Македонија Ѓорче Петров имаше бодовна залиха и можеби таа комоција која што имаше за време на зимската пауза до некаде даваше јасен сигнал дека лавовите во тој пролетен дел би требало само да се прошетаат, бидејќи го има најквалитетниот тим, најскапиот тим во втората лига и да го потврдат враќањето во првата македонска фудбалска лига по една сезона поминати во втората лига, и не само што лобовите сакаат да се вратат во првата лига, тие сакаат да се вратат како шампиони, да го подигнат шампионскиот пехар во втората лига и како шампиони да се вратат во македонската елита. Меѓутоа лошиот старт кој што го има лавовите од Ѓорче, предводен Бобан Гранчаров, практично направи да имаме една голема неизвестност во овој пролетен дел или оние 8 кола колку што не остануваат во игра до комплетирањето нова надпреварувачка сезона 2024-2025. Меѓутоа, како што кажав, Македонија Ѓорче Петров практично сега остава простор да гледаме многу по-неизвестна пролетна полусезона, затоа што Башкими сега е втор со 49 бодови, колку што има и Македонија Ѓорче Петров, Брегалница е трета со 47 бодови, Арсими е четврти со 45 бодови и овие екипи ќе водат борба за првите две места кои што директно водат кон првата лига и третото место кое што води кон тој бараш за можен влез во првата македонска фудбалска лига. Ако ја сега погледнеме табелата пак во долниот дел, тука навистина веќе гледам исто така една неизвестност на неколку екипи пред се да се избегне и баражот, со оглед на фактот дека Вардарски Борец веќе иако математички нели се уште се во игра, меѓутоа реално е дека овие две екипи ќе ја напуштат втората лига и ќе се вратат експресно во третата македонска фудбалска лига Истока. Тоа ќе биде екипата на Вардарски, во трета лига Југ тоа ќе биде екипата на Борец од Велес. Осогово во овој пролетен дел заигра подобро и собра бодови со кои што практично сега е во игра и за директен опстанок. Тимот од Кочани кој што го предводи Крсте Крстев е на тоа 14-то место со 17 бодови или место во баражот за опстанок во втора лига, со тоа што има сега тимот од Кочани само 4 бодови негатива во однос на Вардар Неготино кој што е место над Осогово или на 13-тото место, а тоа е веќе зоната за директен опстанок. Само 4 бодови разликата помеѓу нив 21 и 17. Новац и Победа исто така се загрозени, кога е во прашање директниот опстанок имаат по 23 бодови, бидејќи гледате не е голема разлика, туку се во прашање 6 бодови од 14-тото до 11-тото место, 6 бодови или 2 победи каде што можат многу работи да се променат. Како што кажав, Осогово и како фаќа приколчок за директен опстанок, може да се наде на тој директен опстанок и како што кажав, практично ова 23-то коло, 24-то коло и 25-то коло, трите кола кои што ќе бидат следни на програмата се клучните и мислам дека практично од овие три кола ние ќе извлечеме до каде и како ќе знаеме нели кои екипи практично ќе останат во втората лига. Во рамките на следното 23-то коло, екипата на Вардар Неготино одика и Победа. Практично ова ќе биде дерби од дното на табелата и дерби за директен опстанок. Трите бодови се многу важни, двете екипи ќе атакуваат нистите, Победа со триумф само прави чекор повеќе и всушност ми се чини дека и со таа победа всушност тимот од Прилеп ќе го потврди опстанокот. Од друга страна Вардар Неготино ќе мора да триумфира, бидејќи во секој друг случај ќе продолжи таа неизвестност кај тимот од Неготино кога е во прашање директниот опстанок. Новац има едно тешко гостување кај Башкими во Куманово и практично овде Новац ќе биде пред еден сериозен предизвик да го
да излече позитивен резултат со оглед на фактот дека Башким е апсолутен фаворит, па Новац евентуално ако успее да дојде до реми до бод ќе биде презадоволен во таа трака за тимот да дојде до директен и сигурен опстанок и практично да го обезбеди опстанок неколку кола до крајот од втората лига. Осогово исто така ќе има тешко гостување кај Арсими. Жетварите и со бод ќе бидат задоволни во меч каде трите бодови се и важни за едните и за другите. Арсими сака триумф нормално за прва лига, Осогово сака триумф за опстанок. Веќе во рамки на 24-тото коло Вардар неготива на домашен терен, тежок надпревар против Брегалница. Понатаму екипата пак на Осогово на домашен терен ќе има можност пред домашната публика против Беласица да бара 3 бодови за опстанок, а пак Новац ќе игра против победа во ова дерби исто така од нотната табелата каде што веќе овде со претходно тоа што победа ќе игра со Вардар неготино, сега и со Новаци практично победа зависи само од себе, доколку овие два надпревари ги добие веќе победа е сигурна останата во втората македонска фудбалска лига. Во рамки на 25-тото коло Новаци пак против Вардар неготино. Новаци и Вардар неготино меч во кој што, како што кажав, и двете екипи ќе водат таа борба за опстанок и тука трите бодови исто така ќе бидат пресудни. Понатаму победа на домашен терен против Саса, додека пак Охрид на домашен терен против Осогово и тука веќе ќе се изфилтрираат екипите и практично овие три кола ќе ни дадат јасна слика која екипа би играла бараш, кои екипи ќе се спасат на директен начин со оглед на факт како што кажав, победа лани беше таа која што го играше тој бараш против незгодниот Куманово кој што беше шампион во третата македонска фудбалска лига Север, триумфираше победа, остана во лигата и затоа победа знаени што се практично помина, не би сакала пак да игра бараш, туку ќе сака директен опстанок пред се од причина што баражите оваа сезона ќе бидат далеку поквалитетни, далеку потешки. Тука екипата на Слоговиница и екипата на Шкендија од Рачиново кои што се веќе сигурни во баражот, тие го обезбедија баражот, имаат уште некое коло до крај за и официјално да ги прогласиме за шампиони во трета лига Исток, односно трета лига Север. Од друга страна Големо Конјери е на добар пат да биде шампион во трета лига Југ. Ми се чини таму дека за 2 до 3 кола ќе бидат јасни и таму работите. Ќе ни остане само трета лига Запад, каде што лидер е екипата на Тетек со 4 бодови повеќе во однос на второпласираниот Влазаримиот Кичево и ќе причекаме во трета лига Југозапад да видиме како таму ќе се одвиваат работите, дали Преспа ќе го потврди првото место и екипата од Ресен да заигра во тој бараш и секако како што кажав следните 3 кола ни се клучни во втората македонска фудбалска лига, со што и тука веќе некаде на 4 кола до крајот ќе го имаме можеби и тимот од втората лига кој што ќе игра бараш за можен опстанок во втората македонска фудбалска лига и можеби практично ќе ги знаеме екипите, сите 6 екипи кои што ќе го игра тој бараш, значи 5 шампиони од 5 региони на третата лига и второлигашот кој што ќе заврши на 14-тото место или во бараш зоната, практично овие 6 екипи да ги имаме малку порано и веќе да и самите екипи бидат свесни со кои би можеле да играат во тој бараш надпревар кој што некаде ќе биде крајот на месец мај. Одеме сега да видиме што има Максимо во неговите анализи и како тој ги согледува работите во овие 22 кола. Инфраструктурата, морам да ја спомнам овде во овој случај, дека навистина беше она мачење буквално би рекол за Арсими кој што во 2 дена го играше над преварот со Вардарски. Вардарски победа 1-0, потоа 1-2 пресврт во рамки на 22-то коло во Богданци во саботата, потоа за време на полувремето буквално поради обилните врнежи од дожд теренот на градскиот стадион во Богданци беше поплавен, немаше елементарни услови за продолжување на самата игра. Теренот, како што кажав, беше под вода и од таа причина преварот беше прекинат, односно не беше продолжено, односно не се одигра второто полувреме, па истото се одигра во понеделник во истиот термин од 15 часот. Немаше погодоци и Арсими се врати назад со тие 3 бодови и и практично со тие 45 бода на своето конто, на само 4 бодови негативот лидерот Македонија Ѓорче Петров и Башкими кој што е втор со изброј на бодови и на 2 бода негативот Брегалница која е трета со 47 бодови, тимот од Чегране оди на патта кон атак на местата кои директно водат кон првата македонска фудбалска лига. Пред се благодарам за поканата и можноста да поразговараме околу надпреварите во нашата втора лига и се надевам дека гледачите ќе уживаат.
Пога, според квалитетот на екипите, сметам дека екипата на Македонија, Ѓорче Петров и Башкими во моментот се главни претенденти за тоа прво место. Брегалница има добар млад тим, но сепак во земскиот преоден рок не донесува некое значајно засилување, немаат некоја длабочина во тимот и можеби тоа би бил главниот проблем кај нив. Доколку останат константни со играта и нормално резултатите, имаат шанси да се борат за тие први две места. Додека екипата на Арсими исто така е квалитетна екипа, но сметам дека исто како Брегалница немаат длабочина во тимот и нема да имаат сили до крај да го држат чекорот со првите три екипи. На крај, мислам дека меѓусебните дуели и нијансите ќе одлучуваат за шампионот и тоа второ место кое води во првата лига. Јас и неколку пати претходно кажав дека според мене Борец и Вардарски со една нога веќе се во третата лига. Едноставно екипите немаат квалитет за надпреварување од повисок ранг во моментот. Сепак надежта, нели, како викам, умира последна и тие мора да работат, мора да се борат и на крај од денот табелата ќе покаже. Екипите на Осогово, Победа, Новац и Вардар Неготино се екипи кои што ќе се борат да го избегнат тоа место кое води во баражот. Ботовната разлика помеѓу нив е мала, достижна. Се работи за 6 бода и освен Осогово кој пролетва според мене игра доста стабилно и организирано. Останатите три екипи статистички во последните 5 надпревари се во надолна линија и бележат лоши резултати испратени со не толку стабилна и ветувачка игра. Очекувам доста интересна битка за директен опстанок во втората лига и сметам дека екипите кои што ќе покажат најголема храброст и ќе имаат континуитет, ќе го обезбедат опстанокот директно. Па добро, фудбалот игра од 90 минути плюс нели продолженијата каде што двете екипи ја посекуваат победата и играат за неа. Јас лично не сметам дека екипата на Ѓорче имала лош старт во пролетниот дел. Едноставно противниците одиграле на потребното ниво за да имаат поволен резултат. Екипата на Македонија, Ѓорче Петров, полусезонава одигра 7 надпревари, од кои што има 3 победи против Охрид од 0:1 во гости и 2 идентични домашни победи од 4:0 против екипите на Новац и Вардарски, кои што не се екипи кои што може да парираат во тек на сите 90 минути и да го држат истото ниво против било кој противник во втората лига, не само против екипата на Македонија, Ѓорче Петров. Имаат 2 гостински нерешени резултата од 0:0 против Каменица Саса, каде што исто има и нереализиран пенал. И против Осогово, надпревар одигран во тешки услови за игра, тежок терен, тежок ден и каде што Ѓорче имаше посет, но нема идеја, нема завршно додавање, завршница, односно посетот беше неефективен. Имаа 2 пораза, еден од Башкими на домашен терен од 0:1, што може би единствен ривал кој што може да парира и да се надигрува рамноправно со нив, и пораз против Победа во гости од 2:1, што според мене е изненадување со оглед на разликата во квалитетот помеѓу екипите и ситуацијата на табелата. Но сепак затоа фудбалот е нели најважна споредна работа и не секогаш фаворитите на хартија се и фаворити на терен. Мој заклучок е дека екипата на Ѓорче има потешкоти против екипи кои се бранат во низок или среден блок, имаат потешкоти и во таа трета зона и креирањето на шанси, влегувањето во завршница. Многу често нападите завршуваат преку соло акција и индивидуален квалитет кај играчите, односно центаршутот недоволно добро изградена позиција каде што доколку играчите кои се без топка немаат добра ротација и недоволно добро го напаѓаат просторот, каде што патува топката, тој центаршут и не представува некоја голема опасност кон противничкиот гол. Сепак на крај мое лично очекување дека екипата на Ѓорче ќе влезе во серија од победи. Сигурен сум дека стручниот штаб ги има увидено и коригирано тие ситници кои се проблем во играта и дека ќе завршат на таа посакувана прва позиција. Додека за втората позиција ќе видиме интересна битка помеѓу Башкими и Брегалница и мислам дека нијанси ќе одлучат за второто место. Лошата инфраструктура е рак рана во нашата земја
со години наназад и освен ветувања и минимални подобрувања, немаме видено никаков напредок во тој дел. Проблем е што и самите клубови не посветуваат доволно внимание на тревниците. Немаме луѓе кои што се специјализирани за таа работа, бидејќи самиот тревник бара многу нега и внимание, посебно во зимските услови, и се разбира дека тоа се одразува и на самата игра, интензитетот, како и понекогаш повреди кај самите играчи. Јас лично како тренер не изградувам моите принципи и замисли во играта поради теренот, освен нели ако е во сериозно лоша состојба или ако е под вода. Нормално дека сите колеги имаат своја замисла, идеја и желба да победат во надпреварот и според тоа ја поставуваат самата екипа и начинот на кој што ќе играат. Како ќе го отворат нападот, дали тоа ќе биде преку билдап или ќе биде со долга топка, па се до самата завршница. Тоа е одлука на самиот тренер. Сметам дека и голманите исто така мора да се прилагодат максимално на условите за игра, доколку нели сакаат да го подигнат своето ниво, мора да бидат флексибилни и прилагодливи на секакви услови за игра. Играчите на Каменица Саса постигнаа гол за водство од 1:0 после една наивна грешка од играчот со број 10 на Беласица, кој после изгубената топка немаше никаква реакција за да ја врати во свој посет. Буквално сврте грб и ја остави акцијата да тече. Во продолжение на акцијата исто така гледаме една индивидуална грешка на еден од централните дефанзивци на Беласица, но исто така играчот со број 3 мораше да реагира многу подобро во таа ситуација. При читање на играта мораше исто така да има поглед кон својот голман да види дали е на своја позиција или не и да отиде во блок при самиот удар. Едноставно играчот на Каменица се беше оставен и непречен да има удар кон голот. Во ситуацијата кога Беласица постигнува погодок за изедначување преку центаршот од слободен удар, домакинот е тој кој што има бројчана надмог во својот 16-сетник, 9 играчи наспроти 7 на Беласица и еден играч има Беласица во зоната на шут. Моје мислење е дека причина за голот е некомуникација помеѓу играчите и лоша поставеност на телото на играчот со број 10 кој всушност си го постигна автоголот. На самото видео ќе видите дека во ситуацијата кога тој има контакт со топката, позади него се двајца играчи на домашниот тим кои што се во многу подобра позиција и сметам дека доколку топката едноставно била оставена од негова страна, тие би можеле многу поторно да реагираат од него и во тој случај не би имале никаква опасност. Вториот гол на Беласица за водство од 2:1 се должи на лошата реакција на еден од централните дефанзивци, лошото додавање кон својот соиграч, добриот пресинг на кој што играчите на Беласица го направија во тој мини простор од земената топка и на самото видео можеме да видиме. На видеото е прикажана дефанзивната линија на Каменица Саса, просторот кој што треба да биде осигуран или обезбеден од страна на нивниот левбек, кој што е далеко од својата позиција, и движењето на нивната десетка која што мора да изврши притисок при приемот на топката на противничкиот играч со број 10. Ово беше се што подготвивме за ова издание од спортска анализа на спортска мрежа, каде што анализиравме за тоа како досега одиграа второлигашите, анализиравме за 22-то коло и што практично ќе не очекува во следното 23-то коло, меѓутоа и до крајот кога е во прашни борбата за влез во
првата македонска фудбалска лига, меѓутоа и борбата за опстанок во втората македонска фудбалска лига. Анализиравме заедно со Александар Максимов, тој направи една подетална анализа и на погодоците кои што беа постигнати во македонска каменица, каде екипата на Беласица преку Персвар со 1-2 триумфираше над Саса. Анализираше Максимов и како практично беа постигнати тие погодоци, како истите би можеле да бидат спречени, односно да не бидат постигнати. Не заборавајте да се претплатите на нашиот YouTube канал Спортска мрежа подкаст, со цел и понатаму да ги следите на новите случаи на македонскиот спорт, а веднаш по завршувањето нова емисија во 21 часот и 30 минути на нашиот YouTube канал Спортска мрежа ќе може да го проследите премиерно од преворот од третата македонска фудбалска лига и го запад помеѓу екипите на Евротип и Влазними во рамки на 13-тото коло.